Тања Томич, повелете. Благодарам, почитуван подпредседателе. Почитувани колеги, денешнава точка на дневниот ред е уште еден обид на опозицијата да го освести владачкото мнозинство, а преку вас и владата, дека е крајно време веќе да почне да работи со сериозна политика во областа на енергетиката, бидејќи резултатите од погрешната политика која што се води во изминативе 6 години, секој еден граѓанин ги чувствува лично по сопствениот джеб. Имено велам повторно, бидејќи еднаш веќе при амандманската расправа за носењето на новиот закон за енергетика, претеничката група на СДСМ поднесе неколку амандмани во корист на подобрување на состојбата во енергетиката, со кои амандмани го бараше следното: електричната енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа и преносната мрежа да се обезбедат од АД Скопје по регулирана цена. Во самиот закон да се наведат дозволените проценти на загуби во преносната мрежа до 3% и особено во дистрибутивната мрежа до 14%. Овие амандмани ги предложивме со цел производствените капацитети на АД да се стават во функција и да се наменат за развој на македонската економија и во заштита на интересите на македонските граѓани, поради тоа што ќе се обезбедат пониски цени на електричната енергија како прво. Исто така пониската цена за загуби во преносната мрежа и во дистрибутивната мрежа, а со тоа и пониската цена за крајните потрошувачи, бидејќи цената на електричната енергија на слободниот пазар е повисока од цената што ја определува регулаторната комисија за енергетика. Меѓутоа и покрај тоа што овие амандмани најдобронамерно ги поднесовме, истите не беа прифатени од владачкото мнозинство. МЕПСО своите загуби ги набави од увоз по цена од приближно 60 евра за мегават час, додека регулираната цена на елем изнесува приближно 40 евра на мегават час. А на ЕВН, најверојатно поради договорот со владата за повлекување на тужбата, наместо 11% загуби, сега му се признати 14% и истите се набавуваат на слободниот пазар по цена помеѓу 60 и 70 евра на мегават час. Исто така како дел од погрешните политики кои што оваа влада ги води, поточно криминалниот триаголник влада Елем-Окта, ќе ве потсетам на тоа што се случуваше во 2011 година. Прво, Елем, грубо кршејќи го член 69 став 4 од Законот за енергетика, во декември 2010 година, без тендер, без јавна аукција, далеко од очите на јавноста, со директна спогодба ја продава струјата што ја произвел на фирмата Елем Трейд. Со други зборови, Елем, наместо да ги информира сите овластени учесници на пазарот за струја и со тоа да добие што е можно повисока цена за струјата која што ја продава, решава наспроти законот да ја продаде струјата исклучиво на Елем Трейд. А второ, со скандалозниот договор од декември 2010 година, владата, Елем и Елем Трейд се обврзуваат на грчката рафинерија Окта за цела 2011 година да ја продаваат струја за сите нејзини потреби по повластени цени. Значи, за сите останати ќе важат пазарните цени и правила, само за Окта, благодарение на Груевски и фамилијата кои што учествува и во подпишувањето на договорот 1999 година за продажбата на Окта, таа ќе добива поевтина струја на штета на народот. И трето, доколку го земеме во предвид дневниот извештај за протокот на струја кон сите потрошувачи во Република Македонија за ден 24 јануари 2011 година, Елем цел ден, или поточно во периодот од 13 до 24 часот, увезува 80 мегавати по цена од над 57 евра за мегават час. Ова е доказ дека Елем не само што нема вишоци на струја за продажба, туку за задоволување на потребите на македонското општество треба и да увезува струја. И во истиот ден Елем Трейд ја продава струјата на Окта по повластена цена од 44,5 евра за мегават час или повеќе од 13 евра поевтино од она што плаќа за да увезе струја. Да бидам значи прецизна, во исто време кога Елем купува струја по пазарни услови и плаќа над 57 евра за мегават час, струјата на Елем се продава само единствено на Окта, не и на другите, по цена од 44,5 евра на мегават час или поевтино за 28%. Дополнително, за да, бидејќи не е само струјата дел од енергетиката, ќе говорам малку и за цената на горивата, односно погрешните политики на владата во оваа област.
Имено во малопродажната цена на горивата влегуваат рафинериската цена по која што се набавува, надоместок за финансирање на активности во областа на животната средина, надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, транспортни трошоци, маржа на трговци, акциза и данок на додадена вредност. Или за илустрација со конкретни бројки за да биде поблиску ова што го говорам, во моментот кога цената на Супер 95 беше 86 денари за литар, владата преку акцизата и ДДВ-то земаше околу 36 денари од таа цена. Имено, во тој момент Супер 95 имаше рафинериска цена од 46 денари, надоместок за животна средина се плаќаше 0,08 денари, за задолжителни резерви 0,89, за транспортни трошоци 0,5, маржа 3,2 и пазете ги големината на овие бројки сега. За акциза 21,8 денар, за ДДВ 13,12 денари. Или со други зборови, цената на Супер 95 стигна до 86 денари, за да може државата да земе 36 денари од секој литар продаден бензин. Иако цената во моментов е 90,5 денари, значи таа бројка што државата ја зима е многу поголема, а постои тенденција бензинот и понатаму, цената на бензинот и понатаму да расте, државата сепак го одби предлогот на Социјалдемократскиот сојуз ДДВ-то од 18% да се намали на 5% и акцизата исто така да се намали, со што ќе се доведе цената на бензинот да биде помала барем за 5 до 6 денари. Она што навистина сметам дека е несериозно да воопшто ваквите идеи, ваквите предлози на опозицијата не се разгледаат сериозно и не се обиде владата барем дел од нив да ги прифати. Не затоа што така ќе направи поени на опозицијата, туку затоа што на тој начин ќе придонесе да возењето на возило низ Скопје не биде веќе луксус, туку да биде потреба како што навистина е. Дополнително, кога беше тема програмата на регулаторната енергетија за регулаторната агенција за регулаторната комисија за енергетика, говорев и за тоа што топлификација го прави со зголемените цени кои што ги дава на граѓаните и со приморувањето на оние кои што се исклучиле од мрежата на топлификација повторно да плаќаат, која што одлука им падна на суд, меѓутоа дополнително прераспределба на трошоците, доколку во една зграда дел од становите се исклучиле од користење на топлинската енергија, оние кои што продолжиле да ја користат услугата на топлификација, да плаќаат распределено за тие што се исклучиле. Навистина, при тоа, на сите вакви случувања, ова регулаторна комисија за енергетика не реагираше апсолутно никако. Сите овие причини и целите овие погрешни политики кои што владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ ги води во изминатите 6 години, доведоа до енормно високи цени и на струјата и на парното во Република Македонија, во ситуација кога граѓаните едва успеваат да врзат крај со крај и кога и државата како работодавател им нема исплатено плати на пола од луѓето што работат во јавната администрација, иако веќе станува збор за 18 април годинава. Што доколку се случи нормално кај некој приватник да не исплати плата до 15 во месецот, тој ќе биде дебело казнет. Заради сите овие причини сметам дека заклучоците кои што денеска ги предлагаме треба сериозно да ги земете во предвид и да ги поддржите, за да може целата оваа состојба навистина да се подобри во корист на граѓаните. Благодарам. Благодарам и јас. За реплика јавен пратеникот господин Никол Чацевски, повелете. Само мала исправка.